сме на уште еден подкаст на Биди свој. Јас како водител и колегата Ване Трајков. Колега, топло, не топло и 50 степени да има подкаст мора да се снима на Биди свој. Ова како на поштарот му доаѓа. Мора да се снима подкаст. Како си, колега, добар ли си? Добар. Убаво ти стои мајцата. Да, Струмица Open Fest, сама завршница, музичкиот дел доаѓа и Концертите се во тек. Добар. Говорите, таа трета фаза е. Да, третата фаза. Струмичани ја живеат таа фестивалска магија, ајде да кажеме, и ние како Биди свој, како медиум ја поддржуваме таа прекрасна манифестација, која веќе има и традиција, трае 13 години, ако не се лажи. Ама нема да збориме сега за Струмица Open Fest, туку само ќе ги рекламираме со овие мајци што ги носиме. Мајци, да, имаме поддршка, имаат поддршка од нас. Тема на нашиот подкаст денес ќе биде колку струмичани имаат сообраќајна култура, така можам да кажам. Разговараме со Миле Стојменов, експерт од областа на сообраќајот и професор во Средно основно училиште Никола Карев, сообраќајна струка, така? Да. Добре дојде. Добро ве најдов. Фала на поканата да бидам и чест ми е да бидам гостин во вашиот подкаст на Биди свој. И мило ми е што е почнато да се обраќа внимание на сообраќајот и на тој начин мислам дека ќе допреме до проблемите и решавање на проблемите. Со тоа што преку тоа може да ги слушнеме мислите на самите граѓани, бидејќи колку повеќе мислење, толку и подобри сообраќајни решенија. Сигурно коментарите секогаш кога станува збор за сообраќајната култура или не култура, не се благонаклонети кон институциите, но вака на почетокот ми кажат многу трема имаш. Не баш. Да. Сега си порелаксиран. Во ваше друштво мислам и дека ќе се збиеме тремата. Не знам, вообичаено гостите кога доаѓаат многу трема, па малку викам чекај Миле да видам дали има толку трема. Јас мислам дека би требало да имаш трема на поставените прашања. Мислам дека во таа гледна точка не би имал трема. Миле, за тебе сообраќај. Страв ми е да се свртам. Да. Самата камера покажува нашата култура, поточно не култура во односот на сообраќајот. Ама сега и период на доаѓање на иселеници, уште толку и да биде таа некултура само во тој период, можда од некоја страна ќе го свати, ќе оправдаме тој дел, ќе ги издржиме тие месеци и пол, но тоа е константна некултура, да кажеме, во однос на сообраќајот во не само во Струмица, да не кажем алтерна на територијата на цела држава. Само да напоменам, не во сообраќајот, нека е возачите. И кај пешаците се случува. Значи во сообраќајот ги опфаќува сите и велосипедисти, треба да оди да вози велосипед, ми кажат. Ајде да не го задржуваме многу. Сите учесници во сообраќајот е сега. Кој да го отвориме оваа тема, факти, сите ќе кажат имаме сообраќајна некултура. Да. Но, вие сте експерт од областа на сообраќајот. Човек кој што е и професор, едукатор, но паралелно и промотор на оние алтернативните форми на сообраќај, ако така можам да се изразам, од типот на велосипедизам и така натаму. Кој е решението да ја нема таа сообраќајна некултура? Значи тоа е комплексно прашање кој поврзува повеќе чинители. Значи треба да се створи една слика, да се дојдеме до таа сообраќајна култура, треба да опфати многу мерки, многу, како што ќе кажат политичарите, непопуларни мерки за да дојдеме. Не културата или културата не е настаната од самите од себе. Ќе земам еден пластичен пример за луѓето, моментално кажаме дека е актуелно сидат од страна, истите тие луѓе кои до пред 24 часа се понашале 100% исправно во системот каде што биле, значи културата, сообраќајната култура, после преминувањето на нашата граница ја претварат во некултура. Ама дома сме.
Не дома сме се чувствуваат покомотно. Да, се чувствуваат покомотно, тоест некој им ја дава таа комоција. Да се разбереме, не се чувствуваат, некој им ја дава таа комоција. Бидејќи во западните земји, знаат дека кој прекршок да го направат, ќе бидат снимени, ќе бидат сликани, ќе бидат соодветно казнети. И тоа мислам дека ги држи во тој систем на култура. Да. Ама пак, извини Мери, можеш да продолжиш, таму ќе ти одговорат тебе. Овие се нашите селеници и ќе кажат од тука да го отвориме и ова прашање, ќе кажат ама кај нас горе има доволно паркинг, има обележано, односно соодветна сообраќајна инфраструктура. Со оглед дека со тоа област имаме ли ние соодветна сообраќајна инфраструктура? Па гледано струмите според мене има. Гледано од аспектот на сообраќајно планирање. Сега, тие мерки што ги преземат горе во западот, што ни кажуваат има доволно паркинг места, не се согласувам дека е така, бидејќи таму да кажем на сила ги одвикнуваат од користењето на моторни возила. Еве тренд гледаме секаде во централните градски подрачја, во големите градови, секаде веќе се затварат улиците. Од 2-3 сообраќајни ленти прават една сообраќајна лента, една лента за велосипедисти и другото е зелени површини. Со тоа ги демотивираат луѓето да користат моторни возила. Најголемиот проблем кај нас со паркирањето, според мене, настанува од прекомерното користење на моторни возила. Струмица радијално е распространата на 3 км. Научно докажено е до 5 км оддалеченост најбрз превоз е велосипедскиот превоз или пешечењето. А ние во Струмица од крај до крај ни е не повеќе од 5 км. На кафе одиме со кола. Тука настанува. И на работа одиме на кола, сите сакаме да бидеме паркирани до самото место. До самото место. Так. И тоа, дали има повеќе моторни возила во Струмица, отколку што треба или што е дозволиво? Има, нема семејство под 2 коли. Да, не, колата е потреба. Да го ставиме тој момент на страна, дали има потреба од 2 или 3 кола да не влегува. Но прекомерното користење без потреба на возилото. Живее на километар или на 10 минути до 15 минути од работно место, ја пали колата са бајле во 7,5-8 сат, ја паркира во централното градско подрачје, каде што е услужна дејност, каде што служи за да дојдат луѓето да извршат некоја услуга, а тоа место узурпирано 8 часа, затоа што некој си дошол на работа, го мрзало да оди 5-10 минути. Ако не се лажам, тие паркинг места тука се ограничени на саат време или на половина час? На саат време, тоа е на прва зона или црвена зона и при проектирањето 2 часа мислам дека 2 часа е црвена зона и тоа е со цел направено да може за 2 часа вие да си завршите било која услуга, што немате ни потреба повеќе од 2 часа, за потоа да го ослободите место да му стапаме место на некој друг кој има потреба да заврши. И за тоа имаме доволен број, како што кажуват, нема доволен број на паркинг места. Во централното градско подрачје, според анализата пред емисијата, имаме неколку околу 600 паркинг места. Само во централното градско подрачје, вклучувајќи го глобал, катна гаража, подземна гаража, двете црвени зони, Ленинова и Маршал Тито, има во позади паркинг позади старо јавно обвинителство, на Летници и на Партизан. Сите тие кои ќе избереме 600 паркинг места. Што мислам дека за Струмица и не е мал број. Да, само централно градско подрачје. Но за жал вечерно време сега тие се празни, половина празни, а еве јас живеам таму позади паркот, нема кај да се паркирам. Тоа тука и да доаѓа до израз таа некултура, значи тој сака да се паркира до самото место каде што отишол на пица, а јас за жал немам каде да се паркирам. А интересен е и фактот што после 27 часот не се наплаќа. Ако е тоа причината за наплаќање, не се наплаќа. Само треба да изводи пеш 2 минути, тоа е проблем. Тоа и на мене не тоа прашање сами од себе не може да си го одговорам. Како да си го објасниме тоа? И плюс, ајде Миле како експерт од областа на сообраќајот, нашите паркинг места не се наши реално. Така е. Јас како подстанар во зградата не можам да кажам дека тоа е мое место. Да, факт е дека не можам да се паркирам, но што со сите тие подстанари што си ги, да кажем, узурпираат местата? Си ставаат кочници, си ставаат блокади, тие практично си ги присвојуваат. Има резервирани, не, по правило, посебно зградите, треба своето дворно место да си го откупат и да биде нивно паркинг место.
Тоа според закон таму мислам дека е решливо, сега да не навлегувам во тие детали. Во тој случај вие може слободно да си со рампа или било кој друг начин да си го загарантирате правото за паркирање. И не се согласувам со таа мерка што дозволуваат ако имате куќа на таа адреса да имате бесплатно паркинг место. Според мене таа гледано од сообраќајен аспект не е добра мерка, затоа што сами сме свесни голем дел од гаражите во централно градско подрачје се претворија во деловни објекти, а возилата остануваат на улицата бесплатно, што не се согласувам. Ако сме се нафатиле на тој начин да заработуваме пари од тој деловен објект, мислам дека и можеме да си платиме за користење на тоа паркинг место. И кој е крив? Тешко прашање. Тој што дозволил на тој начин да функционира. Некој му дозволил. Он си побарал. Така е. И некој му дозволил. Значи и во делот на стамбените комплекси, и во делот на индивидуалните стамбени објекти. Има некои стамбени објекти кои што стварно од времето нема изградено. Тука мислам дека може да набраат толеранција некоја комисија која ќе утврдува дека од тие причини нема паркинг, ќе му дозволиме барем едно возило да му биде паркирано бидејќи во тоа време изградено по тие услови. Старите згради нема. Така, тоа е веќе сосема. Така е, тоа веќе сосема друг пристап спрема таквите проблеми. Не знам, јас во секој случај познавајќи го балканскиот менталитет, да му дадеш прст, он ќе ти земе цела рака. Така да институциите на локално и на централно ниво не само овој проблем, не е само Струмица. Мене генерално мислам дека во секоја поголема урбана заедница е проблем во однос на и на сообраќајот и на паркинзите, но пред се и некултурата. Но доколку постојат одредени санкции, тогаш и контроли, сметам дека нема да биде сликата идентична. Тој проблем се тегне веќе многу години. Јас сум во таа бранжа сообраќај веќе околу 13-14 години кој активно се занимавам со тие проблеми и од тога се тегне тој проблем. Само што пред 15 години немавме толкова инвазија од возила и не беше толку приметлив тој дел. Сега се зголемува бројот на возила и тоа почнува се да ни смета. За разлика од тоа, институциите, не знам од кои причини, си мируваат, не ги санкционират, не се доволно активни и сето тоа не ги се провлечува. Толерираат, иако одредени овие прашања по медиумите честопати се били нотирани и истакнати, и проблемот со одредени улици каде што е забрането и паркирање и застанување и понатаму се злоупотреба паркирање возила, узурпација на јавните површини за паркинг и понатаму се толерира не само во централното градско подрачје. Тоа го веќе забележувам дека и малку поширок од централното градско подрачје, дека се злоупотреба. И начинот на паркирање е проблематичен, со оглед дека веќе е вертикално паркирање, ретко да видам. Тоа паркирање намалува безбедноста, не можеме на време да детектираме пешаците како опасност, непрегледни улици, сето тоа влијае врз безбедноста и тоа остава неубав впечаток за градот. И сега ако те прашам, Миле, што ќе ви им кажеш? А тоа се институциите се знае. Општина Струмица, полиција, што би им препорачал? Ти како човек кој што се од оваа бранша? Редовна контрола и редовни санкции. Значи секојдневни санкции, апдейтирање на начинот на казнување, воведување на камери, воведување на такви видови на возила. Има интересен пример во Србија. Воведеа две возила донесеа со систем така наречен соколово око. Возилото се движи низ град и ги детектира сите. Тоа таму е наменето за паркингот, за паркирани, непрописно паркирани возила, каде што инвестицијата им беше на двете возила неде околу 80.000 евра. А на годишно ниво имат заработка од 450.000 евра од казна. Нема физичко лице, ги снима регистарска табла и им генерира казна дома на врат. Да, и тука се анулира тоа влијанието, неселективното казнување. Така, кога си изгориш од млеко, после ќе доеш и на... Ти не си ни свесен дека си казнат, така да спречува и таа Војко, Чичо, Стрижа. Добро, веќе тоа е факт.
Законски, сад, не сте правник, дали тоа дозволува ова законска регулатива? Според законот за безбедност, мислам дека член 367 или 369 МВР има право да снима. Единствено овластување има МВР да снима. Да казнува врз основа на снимки, врз основа на фотодокументација, каде што се гледува. На начинот на лошо паркирани возила може да те фотографира може, да. Така да според законот, да. Сега не навлегувам според законот за заштита на лични податоци, ама колку што како лаик од правен аспект, не гледам некоја стриктна забрана за користење на камери од областа на казнување од МВР во сообраќајот. А како физички лица, да, забрането е и камери во кола, даш камери, сето тоа е кривично дело. И мислам дека е казнено некаде со 400 евра казна, доколку ти фатат така да. Во последно време имаме доста објави на социјалните мрежи. Луѓе изнервирани дека некој се има паркирано пред неговото паркинг место или како и да е, и тие ги објавуваат на Facebook, на Instagram, како да кажем, јавен срам, тоа им е целта. Дали е тоа законски, дали тоа е во ред според тебе? Според мене, не знам дали да кажем дали е во ред или не, бидејќи тоа, како што каже Ване, тоа е правно питање, не од моја надлежност, но веројатно луѓето се дрзнуват на тој начин, бидејќи веќе не гледат спаста од институциите, дека може да ги решат проблемите и почнуваат на своја рака да прават притисок по медиумите врз самите институции. Но сепак, сакам да апелирам и до тие такви луѓе што стават, подобро да се обратат на 192 бројот за полиција и да ги пријават сите тие случаи. Мислам дека ни недостасува тој момент да пријавуваме. Бидејќи нашите луѓе горе што живеат во Запад, сами се сведоци дека просто ќе те пријава и комшијата, тој до тебе, бидејќи му го нарушуваш неговиот комунитет на живот. Така да мора самите ние да почнеме да пријаваме. Ево, јас од лично искуство, до сега посебно за паркирање возила на тротоари, велосипедски петеки, имам најмалку 20-30 пати пријавено и да ти кажам, мислам дека вродува да, бидејќи на 192 колку што ме информира се снимаат сите разговори. Така да мора полицијата да интервенира по пријава. Така да ако сите ќе почнеме малку, треба малку сами да се вложиме, да тргнеме од самите себе. Сите кажуваме што ни смета, а сите истото го правиме истиот. Миле, да, се согласувам со тоа дека и ние мора да дадеме свој влог во тој аспект, но ако дадеме влог, а не гледаме институционална разрешница, тогаш се губи таа доверба што немаме реакција. Немаме реакција. Ако почне да, многу често знаат да кажат, па тој не е казнет, знаеме зошто нека. И тука се раѓа и тој револт. Да, ама ако стално пријавуваме, ако стално излегува полицијата, еднаш ќе му толерираат, втор пат, трет, четврт пат веќе нема како да толерираат исти човек. Значи ќе почне тоа да се намалува, тие што ги викаме ние ургенции, ќе се јаваш на некој, тој ќе ти врши работа и на тој таму горе и во МВР и во општина ќе му каже ќе му здосади, сега за тебе велики работа. И на тој начин мислам дека ќе почне да се права притисок. Таа е тешка борба. Треба да се почне и мислам дека треба време за да почнеме да. За жал мене не ми дава, нема импулс некој дека тоа сака да се реши. Тоа е малку застрашувачки. Добро, вообичаено нашиот балкански менталитет веднаш ќе кажеме Apple тука ли почна да казнува, зошто не во Западна Македонија. На објава дека полицијата казала за брзо возење, скоро имаше една ваква информација, критики кон МВР бидејќи казала за брзо возење. А кога ќе настана сообраќајна незгода ги обвинуваат на сред празник таа беше. Да. И зошто не казнувале во Западна Македонија и така натаму, сега тоа веќе можеби во друга сфера, но некој чуден менталитет. Мене беше зборот гледаш ли некаква промена, Миле, со оглед дека локалната власт во Струмица во функција на да не се создадат и сообраќај метеж, да се користат и алтернативни форми, како што каже велосипедите, ги постави тие велосипедски патеки. Гледаш ли некаква промена? Гледам, искрено гледам. Бев многу среќен негаде. Да не збориме само рекреативно, не, реално за потреби. Прво да разграничиме. Тие патеки кои се прават во Струмица не се за рекреативно возење. За рекреативно возење имаме планински велосипедизам, имаме друмски велосипедизам кој се возе надвор од населените места. Целта на тие патеки е да ги замениме возилата со алтернативен превоз или со велосипедски превоз. За имавме ден на велосипедизмот, мислам дека беше во мај некаде. И за разлика од претходната година, ние правевме една студија, па имаме некаде за 100% повеќе користење на велосипеди.
од претходните години, што значи дава некој импулс надеж, но тоа е премногу малку. За да дојдеме до правите резултати, ова патека треба уште да се надградува. Треба да направиме целосна инфраструктура, значи поврзување малтене на сите влезно-излезни булевари од Струмица. Потоа треба да се воведување на, како што кажат политичарите општината, тие непопулистички мерки, зголемување прво на паркинг. Цената. Цената на паркирање на возилата во Струмица е мала. И затоа го имаме тоа препаркираност. Во централно градско подрачје за паркира за 30 денари малку. Кога ќе ги натераш дека ќе биде поскапо плаќање, кога ќе воведеме на секој работно место платен паркинг, а не да дојде со кола и да го паркира возилото, тогаш ќе почнеме да ги чувствуваме тие бенефити. Не сметаш дека ќе биде обратна реакција, дека можеби ќе биде обратно. Има контраефект првиот месец-два. Па затоа кажах се непопулистички мерки. Во Западот една од мерките исто така воведување на едносмерни улици. Намерно го зголемо од времето на патување со автомобил за цена на велосипедизмот. Со колите се патува многу повеќе време во однос на велосипедите. Добро, така беше, извини Миле, со воведувањето на зонското паркирање во Струмица имаше отпор првите месеци, па така да доколку се сака, тоа е непопулистичка мерка. Според тебе колку треба да се плаќа во централно градско подружје или црвена зона? Во црвена зона минимум 50 денари. Од час. Од час. Бидејќи доколку не сакаш во прва зона, имаме за среќа во Струмица има многу добри алтернативни мерки во централното градско подрачје. Имаме подземен паркинг, имаме надземен паркинг. И тие цени треба да бидат малтене многу поевтини, за да ние да ги испразнеме улиците, да ги внесеме во тие паркинг места. Ние не може да кажеме дека Струмица централното градско подрачје нема паркинг место, а влегуваме во глобал цел празен. И едно прашање, можеби малку провокативно и можеби мое субјективно мислење. Ако прошетаме сега по сите овие улици зонско паркирање, мислиш ли дека сите се платени? Не. Колку од прилика? Не можам да кажам со бројка, ама не се сите платени. Од причини што има возила кои секојдневно, и сите сме свесни ги забележуваме, стоят по 8 часа. Нема начин во системот како на 8 часа да плате паркинг во прва зона, во црвена зона. Што значи другите плаќања се неконтролирани. И пак се враќаме на почетокот. Дозволено им е од некого, тоа не се казва. Добро рече, поголеми контроли, постојано присуство на терен, за да може да се можеби во почетокот со превентивно укажување и доколку се повтори, но тоа и бара капацитет и ресурси пак и од друга страна. Да, тоа е тешко за контрола, тоа линеарно казнување. Ако почне на пример па ангажира паркинг уште десетина на пример за контрола, па тогаш вработувања и така натаму. Има многу други алтернативи, не мора да бидат луѓе. Еве го спомнах примерот со Соколово во Србија. Има камери за контрол, значи ние можеме целосно да се дигитализира тоа паркирање. Колку помалку го исклучиме човекот фактор во делот на казнување, толку има поголем ефект, бидејќи тогаш ќе имаме неселективно казнување. Сметаш ли дека и не знам дали воопшто постои можност во Струмица да се воведат градски автобуси? Во зароди, мислам дека почна, формирано е Струмица транспорт, веќе има и директор, веќе студија се изработуваат оние сообраќајни линии, претпоставам дека сте вклучени или не сте вклучени, како да е во овој контекст. Дали тоа ќе направи да се намали малце метежот во сообраќајот? Според мене да, но правилното воведување, тоа што се воведуваат автобуси супер мерка, според мене, но мора пак да ги одвикнеме луѓето од користење на возила. Ако ние не ги одвикнеме луѓето, нема да го користат ни јавниот превоз. Јавниот превоз е супер мерка според мене. Јавниот превоз, велосипедскиот превоз, но тоа мора да оде паралелно со одвикнување на старите навики. Добро. Како би се одвикнале, еве, професор си во Никола Каре, сообраќајна струка, знам дека тие дечиња таму што им предаваш се малце поголеми. Да. Дали треба да се почне уште од најмала возраст со воспитување или со таа учење на таа сообраќајна култура, за да кога тие ќе станат 18 години шофери, возачи, веќе да се воспитани и да знаат како треба да се однесуваат? Еден недостаток во системот за образование е
непостоењето на предметот сообраќајна сообраќај. Ние преку повеќе институции пробаме да се воведе уште од прво оделение. Значи во Словенија уште од прво оделение се и други земји се учи предмет сообраќај и предмет велосипедизам. Значи уште од најмала возраст ги учат како децата безбедно од дома до школа да дојдат. И на тој начин постепено уште од домашната култура, од самите родители, од најмала возраст во училиштата, прво, второ, трето оделение, кога тоа цело време ќе им се укажува, ќе почнат и самите да користат и велосипеди и безбедно се движат по улиците на тој начин. Не недостасува воспитување пред се, домашно воспитување, и домашно и образовно воспитување, значи во самите школи недостасува. Како предмет го нема ние воопшто. Миле, јас се согласувам до одредена теза со тебе. Додека не заигра стапот, тешко некако се менува. Камшикот додека не заигра казата. Тешко се менуваат на деците. Тоа е нормално во секоја земја, не е само тоа кој прашање, се согласувам и ние сме го учили и свесни сме и ние некојаш јас лично знам да се паркирам лошо, па да избегнам и да не платам паркинг, иако сега нели со хибрид, но како и да е. Мора поголема контрола. Се согласувам со број 1 е контролата. Во тоа можеби треба превентивно во некоја фаза за да отпосле се почнуваат и со одредени санкции. Тоа со колово око, поставување полицијата на одредени камери. Наједноставно ние со принципот што гледаме во други градови, пајак службата. А кај нас се уште пајак службата, не знам од кои причини не е поставена во функција. Едно од решавањето на проблемите е пајак службата. Ако го гледаме дека дига. Некога ако дига еднаш два пати, па ќе ти го зголема времето додеш се земаш од депо, да платаш во депо, сето тоа ќе ни почне да не размисли. Тогаш ќе почнеме да се одвикнуваме од возилото. Бидејќи сега знам јас, од Карпуш ќе земам пример, таму живеем, со возило до центар доаѓа на кафе или на работа. Значи растојање не повеќе од 5 минути, ама знае дека ќе најде паркинг место. Јас кога ќе излезам и знам дека ќе кружам 20-30 минути да најдам паркинг место, бидејќи нема да можам да се паркирам на тротоар во некоја зелена површина или било каде, тогаш тоа ќе демотивирачки, ќе оставам возилото во гаража, ќе дојдам пеш или со велосипед. Само тоа ни дава храброст да тргнуваме со возило во централното градско подрачје, бидејќи знаеме дека ќе најдеме некоја алтернатива за паркирање, а нема да бидеме санкционирани за тоа. Да. Проблем во сообраќајот некако се и овие мотоциклите. За жал, полицијата се обидува со повеќе акции и превентивни контроли да го спречи тоа, но некако гледаме дека се уште немам ништо против мотоциклите дефинитивно, но никој не се придржува кон оние правила пред се за собствена заштита, бидејќи никаде не гледам во Струмица апсолутно ретко не се сеќавам да сум видел некој со кацинга. Не знам зашто перцепцијата кај нас на посебно на мотоциклистите како страмни е да носат кацинги за заштитна оправа. Јас од искуство, бидејќи освен другите работи што работам, сум и вешто лице на сообраќај. Скоро на секоја сообраќајка со смртни последици сум и присутен. За жал, 90% од загинатите мотоциклисти се поради неносење на кацинги и заштитна оправа. И сето тоа цело време се говори, а пред се самите не тргнуваат од тоа и не ми е јасно како самите родители, посебно за децата, ги пуштат од дома без таа заштитна оправа. Тука ја бараме скривицата најмногу кај родителите. И тоа што ни изградат самите сме свесни деца од 10-12 години на моторцикли по двајца, по тројца, без каци, и тоа е како на дете да му дадеш оружје. Не знае само во кој момент. И дали е правилно дете на 12 години да му дадеш... Не, значи според законот се знае минимално 16 години за управување со моторцикл. За жал, родителите овде мора да си признаеме, ќе му купат мотоцикл и му го дават и тоа е фраер, мислам. Не можем да го разберам тоа размислување на родителите. Сите сме родители сами ги носат децата во непостапувани ризици, ги стават во ризици. Добро се изрази. Не знам, можеби повторно таа и едукација, можеби пак повторно се вратиме контролата.
Едукацијата сите знаат дека треба да носат. Според мене во тој дел не е едукацијата. Нема мотоциклист кој не знае дека има Многу потреба. интересно во такви ситуации некако пошто се знаа меѓу себе постојан ало имате таму контрола, не поминуваме по ова улица и не ова од дали се учесници. сеќаваш дека не, тука има не е- и групи, има А, групи да. направени Да. на Па тоа е национално веќе- ниво Не, кои и информираат. алармираат. Да. Група, ако сум јас од Струмица, не Да. од Скопје, во таа Збориме сега за група, малолетни овие деца ама кои што имат и се тие групи Говорете, направени. И Сака Сака се да кажа се алармира. информирани каде стојат полициските каде стојат- службеници и и тој ги ги избегнуваат тие локации. Е сега, дали е окей тој да вози 110, 120 кога нема полиција и само да направи мала пауза пред полицијата, да вози 50 и потоа пак 120. Па за тоа И затоа се случуваат со и воведување на несакани- систем за мерење на брзината кој нема да зависи од полиција или од уреди, камери и така натаму, мислам дека тоа ќе се зголема многу повеќе. рече Зашто пред малку мислиш тоа? дека само МВР го има тоа право. Да. А Ами само МВР има право да казнува. Нема ни потреба кој друг да има. Не може општина и друг субјект. МВР е надлежно за казнување. Не, ми беше зборот тоа не може парцијално да се решава во нашава земја. Дали мислиш општина по општина? Локално, Не, тоа тука мора ќе национално. мора да биде на цела држава, цела тој држава. систем на пример, Систем, да. поставување на со Тие камери и многу интересно на пример еве во Бугарија камерите функционираат на многу поразличен начин од кај нас. Значи нема потреба да има полициски службеник, како што е кај нас да ти мера брзината, туку се тие кутии за мерење на брзините, полицијата е поставена на одредена локација која што никој не знае каде е. И самата таа си снима со бројна таблица со се и си генерира казни во самиот систем. Јас сум не. Да. Јас Еден сум, мој пријател пример, јас казнет сум во пример. Швајцарија, па се борел, не бил тој, лево, десно, на суд излегле и слика јас- убаво. Со слика, со мене не ми се. стигна слика, меѓутоа ми стигна казна од Бугарија. Ама во после Бугарија не е со слики, година во дена. Германија е со Да, Германија или Швајцарија со Да, да. слика убаво Да, покажано, вика внатре, вика ти ли си тој, вика. Јас Не сум, сум, јас не сум. сум. На мене ми стигна казна од Бугарија. И тоа на самата граница ќе ти стигне, кога излегуваш. Не, дома ми стигна. Јас не сум ни Сигурно имаш свесна. бугарски пасош. Немам бугарски пасош. Кој е тој систем што ме има пронајдено? Немам слика, меѓутоа документирано Да, бидејќи се нивниот по број систем не на- функционира на сликата, по број на регистарска табла По број функционира. на регистарска Да. табла, И друго да го вози стигнува возилото, дома, казна ќе и стигне на адреса на собственикот на возилото. За разлика од Германија, каде што стигува на возачот преку препознавање на ликот со тие биометриски документи се што ги имаме, одма го поврзува со возачот, не со собственикот на возилото. Да. Да, кога зборуваме за сообраќајот во Струмица, би се навртел на тоа Струмица транспорт. Општината планира да биде тоа еколошки, со електрични автобуси и при што ќе бидат опфатени повеќе населени места. Сега, рече дека и да се воведе и овие велосипедски патеки и да се воведе тој еколошки или јавен градски транспорт, превоз, рече дека ако ние и понатаму ги користиме моторните возила, ти како човек од оваа област, која е она препорака, ќе почнат да функционираат автобусите до полицијата? Не сум сигурен колку има ингеренција општината тука да направи. Дали треба некои одредени улици еднонасочни? Дали тогаш треба да се зголеми тоа паркингот во црвена зона 50 денари, не знам. Па тие се повеќе, тоа е од повеќе мерки треба да се воведат, како што споменаме и самите. На почетокот треба убаво кажа да се зголемат цените на паркинг места, да се намалат бројот на паркинг места, а не да викаме дека имаме малку. На тој начин, кога јас ќе треба од Никола Караф од кој школата или да дојда во центарот, а знам дека тој идење ќе ме кошта 100-200 денари, подобро со 30-20 денари колку ќе се утврда цената на јавниот превоз, ќе дојдам и ќе бидам многу повеќе од времето ќе искористам, бидејќи нема да терам 20 минути време да се паркирам, нема да има потреба да платам, така се слегнам на локација, си ги завршам потребните работи, се качам во автобус и се вратам назад. Посебно најголем бенефит од јавниот превоз ќе имат приградските населби Струмица и населените места. Ќе може во секое време да дојдат до централното градско или било каде во Струмица. Посебно најголем бенефит според мене ќе имат учениците.
каде што сега се уврзани со времен превоз. Точно во 1:30, во 7:30 мора да заврши до тогаш или ако заврши порано со школа треба да чека, а сега он ќе може кога сака во денот, кога ќе заврши час или ќе посетува дополнителна насока, други активности, он во цената што ќе го следува со школски билет ќе може колку пати сака да дојде во Стромица. И тоа според мене голем бенефит. Мислам дека тоа и ќе ја спрече таа популарна миграција село-град моментално што имаме. Тоа ворете, ама кај нас се уште владе тоа се автобуски идам. За жал. Како да го надминеме тоа? Значи пак нешто треба да се направи. Истото гледиште и спрема користењето на велосипедот. За жал во Струмица се уште велосипедот. Гледам сега почнува да се менат тие гледишта. Сега стана модерно да биде. Така и треба да биде. Значи треба да се промовира. А доскоро беше кој вози велосипед нема пари за кола. Така го третира и кажеш, а ќе земаме на пример, ќе земам најблизо град, според мене што е пред нас многу со велосипедот, Гевгели. Значи во 3-4 сатот инвазија од велосипедисти, значи правиме жени кои одат на работа, ни шивални, сите користат велосипед. Ма таму и на пазар си да се на пазар си да се изговорот, знаеш велосипед. кој, Гевгелија е рамна. Пиструmiца е Нас рамна. било малце висински и не можеле да возат сточка. Кажувам изговорот жени кои не сакат да користат велосипед. Тоа е причина. Да, точно имаме дел од градот кој е висински, но затоа има сега во поново време имаме многу алтернативни, имаме велосипеди кои се со електрично помагање, значи тоа веќе не е изговор за да не користиме. Така да Но и тоа бараме алиби. Срамни се уште. Срами се да бидеме движи со реални, велосипед. ни недостасува инфраструктура. За посебно ќе се навратам за тоа рече дека дали од помала возраст. За ние децата, еве јас како родител да го пуштам сам во сообраќај, мора да има велосипедски патики. Не ленти, патики, како што сега физички одвоени, да нема мешање на велосипедот со возилото. Барем на местата каде што имаме булевари, каде што брзината е поголема. Во места на домување каде што нема толкова фреквенција на возила, може да има и мешови со користење на сообраќајни на велосипедски ленти. Ајде поправиме ако грешам, но јас во моментот сметам дека овие велосипедски патеки кои се поставени имаат проблем со пешаците многу. Имавме случај, еден пешак беше повреден. Да, чук на велосипед. Но и ние немаме култура. Тоа е процес на еволуација. Сите пешаци стојат на самите Процес на патеки. еволуација. Секој почеток е тежок. Така е, треба уште ние не сме свесни дека тоа нешто постои, уште не ни е влезено во. Значи јас ќе земам типичен пример од самиот себе. Што сум директно инволвиран во сообраќајот. Одам во Германија и се движам. И не гледам дека сум на петека. И еден со звонче дрин, нешто на германски сигурно има пцоено, не знам. Од посем тој момент, цело време пазам кај газот. Ако ние имаме се поголем број на велосипеди, самите велосипедисти нема да им дозволат на пешаците да одат. Бидејќи на секој 30 секунди, 15 секунди ќе поиде велосипедист, вие нема да може да одат. И така ќе почне тоа подсвест. Не ги обвинуваме пешаците. Тоа е нормален процес на еволуација. Да, добро е што почнува кај нас. Почнува, има разлики. Еве јас сум корисник секојдневен на патеките и гледам од ден на ден има се поголема разлика. Ворете тоа, но и пешаците ќе мора да бидат. Значи, не зборам сега за велосипедистите, велосипедисти. Правиме за пешаците што одат по патеката. Значи, да, апсолутно, и тие се веќе учесници во сообраќајот, бидејќи по тротоари, по улици излегуваш, и веќе ти си учесник во сообраќајот, бидејќи мора да преминеш и тоа. И тука ни фали таа култура. Фали. Бидејќи не поминуваме на пешачки, од искуство, истрчуваме и така. Од искуство, најголем дел од загинете пешаци и велосипедисти во сообраќајни незгоди се по нивна вина, не по вина на автомобилисти. Бидејќи преминуват на необележени пешачки премини, без претходно да обрнат внимание лево, десно, дали иде возило, тоа возило на која е оддалечено. Исто и со велосипедистите. Сакам да апелирам да знаат дека и сите велосипедисти дека пешачкиот премин е наречен пешачки премин за да преминуваат пешаците, не е велосипедски премин. И на тие места не смеат да ги возат велосипедисти. Бидејќи изненадно идат пред возилата и го стават возачот да нема време да реагира и настануваат сообраќајни несгоди. Во тој случај да знаат дека велосипедистот е крив доколку преминува со возење на пешачки премини. Сакаш да кажеш тука на пример на семафорите, еве сега веќе се најблиски. Да, ама сега веќе се велосипедски премини. Значи тоа веќе други со знаки обележено дека е пешачки и велосипедски премини. И таму може со возење на црвените премини. Да, бидејќи возачот на возилото веќе е информиран дека може да не иде на
таков велосипедички што го преминува коловозот. А на места кај што нема, тогаш е опасно. Кога сме тука кај знаците, сметаш дека малку треба да биде обновена ова вертикална сообраќајна И сигнализација хоризонтално и вертикално. во Струмица? Мислам дека малку ми недостасува. Струмица, за жал, во тој за жал се гледаме дека сигнализацијата не е во добра кондиција, стручно да. кажано. Од причини што според правилник треба 2 пати годишно да се обновува, посебно хоризонталната, за вертикалната има рок 7 години, после тоа се мере рефлекси и така натаму, друга е постапката. А тука имаме есенско, пролетно есенско обележување или фарбање на сигнализација. Кај нас како што гледам во Струмица, мислам дека веќе 2 години не е обновена сигнализација. Според мене, посебно таа област, тоа ми смета, бидејќи Да. градот делува бедно без таа сигнализација и не може луѓето да се водат. Она е водич на сообраќај. Пред пешачки сметаш дека треба да бидат поставени овие ребрасти звучно, како не знам како Забавувачи на брзина или така. на некои места да, некаде не. Не гледам потреба. Значи, тие вештачки смирувачи на брзина се користат само од нецивилизирани земји. Каде што? Не го почитува знакот, ајде сега ние не го почитуваме, луѓето не го почитува знакот, пишува 40, ќе му ставаме ледичи полицајци, бидејќи ја сожалува колата, а не го сожалува пешакот кој ќе го согази. Да, овие ситните некако лежачки полицајци. Исто е, значи тоа е исто. Мислам дека некако добиваш чувство дека алармират. Има повеќе начини. Јас мислам дека во една прилика имав и некое сугестија до општината, мислам дека фали повеќе осветлување на пешачките премини отколку тие таквите ледичи полицајци или вибрациони ленти и така натаму. Бидејќи ние во градот ограничено 40 км/с врзината. Така да со 40 км/с доволно прегледност имаме ние да забележиме дали има пешачки. Да, но поентата е дека скоро никој не вози 40 км/ч, да бидеме реални, сите летаат по патот. Да, ама 40 км/с ние во возилото кога го возиме изгледува смешно, но 40 км/с е сериозно брзина. Посебно налет врз пешак, веќе над 25-30 км/с пешакот се здобива со отворени рани, смртни последици. Училиштата мислам дека кај Сандо Масев имаше поставено смирене, како се вика оваа зона. Да, зона ни фали во Струмица тие зона 30, зона на смирен сообраќај. Тоа гледам дека е добар тренд и секаде во светот, но кај нас недостасува тие зони. Додуши да ги има колку се почитуваат и тоа малку е. И тие едносмерните улици сега што се направени нешто, но новитете можам да кажем, колку една година има направено позади паркот. Мислиш дека во Мислам 2 години. Тешко прашање дали. Едносмерни улици. Туку околу Сандо Масев школата, мислам дека на тие мислиш. Се направени. Дали воле покажа некоја разлика, но тоа според мене изнудено и непотребно решение. Тоа што го кажа Вана дека постои знак забрана за запирање и паркирање. Не може полиција да ги толерира, сега ќе правиме едносмерни. Вака е братство единство од народна техника кон болницата. Не, таа е другачие се вика, не е братство единство. Не беше братство единство? Од народна техника кога се упатува кон новите семафори, овој потек е строго забрането и паркирање, има знак, го видов. Да, добро, едно братство единство, точно, да, точно. Постојано има автомобили, па внимаваш како се вика при разминување да секаде има паркирано. Еве и на новите семафори, ајде сега. За ние, ајде не испаднеме инспектори. Не, многу критикуваме, ама да си кажам проблем кој е на новите семафори, на транзитот. Има коли паркирано постојано од страна. И ако ти си паркиран за право, тргнуваш право, ама не можеш да се движиш по таа лента. Мора да дадеш мигавец, да првиш на другата лента. И тука физички е невозможно, посебно товарите возила да се престројат за право. Да, а камиони има таму секојдневно. И тоа е проблем, значи се имат паркирано коли на самиот почеток на семафорите. А после секоја крстосница постои знак од забрана за запирање и паркирање. Ама тој нешто да праша сигурно е таму само за 5 минути. Само да праша нешто. Мислам дека со ова булеварско решение добар дел од возилата тука остануваат паркирани на Климент Охридски. Мислам дека збориме за Климент Охридски. Да, Климент Охридски. Опфатот од Мак Петрол до. Мислам дека има континуирано паркирани возила, дали не сакаат по отворните места или не знам. Мислам дека па тоа што спомна, деловни објекти се направени и автомобилите мора да бидат едната страна посебно
константно што каже Вана со паркирани возила. Да. Начнавме тема и околу сообраќајни незгоди, факт е дека се случуваат секојдневно. За жал ова година сообраќајни незгоди. Поразително. Сметаш ли дека е повеќе влијание има субјективниот фактор, човекот, отколку објективниот, ајде да кажеме. Па во сите сообраќајни 98% е виноват човекот. Но факторот човек. На 5 метри, извинете, на 5 метра пешачки премин, ама се преминува улица. Да. И тоа без да се обрне внимание лево и десно. Сочека. Значи кога се кај пешаци морам да напоменам и да знаат самите пешаци и кога преминуваат на пешачки премин дека немаат апсолутно право. Во законот многу е цитирано: пешакот пред да стапне на коловозот на пешачки премин е должен да обрне внимание на возилот кој не идува. Значи тоа не значи дека возилото, ако го не дај Боже чукне дека е право, но самиот пешак има допринос за настанување на згодата. Колку самите ние ќе земеме сме биле во прилика да видиме дека возило нема да застане, ние ќе застанеме и избегнуваме самата незгода. Значи мораме и ние самите. И исто така морам да апелирам за користењето на мобилни телефони и слушалки кај пешаците. Сега кај возачите. Не, кај пешаците, кај возачите веќе влезено и во закон. Кај нас, за разлика сега во последните измени во Србија, во самиот закон влезе забрана на пешаците да користат мобилен телефон и слушалки во двете уши кога го преминуваат коловозот. Значи не смеат, а кај нас самите сме сведоци како возачи, како да кажем безолавени, гледат во телефони и преминуваат улицата, без да обрнат внимание лево или десно. И тоа со слушалките е најопасно нешто. Да. Не слуша. Не слуша, не може да му сигнализираш. Добро, и дали слуша, значи он со самиот факт дека е вака хипнотизира. Значи, тој со умот и мислите во ова што го гледа, отколку лево десно. Така да, дали ќе има слушалки или нема да има слушалки, веќе проблемот е тоа што, пак ќе кажам, треба внимателност, одговорност. Треба сите да се посветиме во тоа. Значи сите треба да дадат свој придонес за да се намалят сообраќајните незгоди. И возачите, и пешаците, и велосипедистите. Мора малку поодговорно да се однесуваме во сообраќајот и да размислиме на последиците. А не да размислиме од кога ќе настанат незгодите, тука и да размислуваме ние што направи и така натаму. Да. Чекај да те прашам тебе, освен велосипед, користиш автомобил до центар до Струмица? Не. Немам нерви да го користам. Од Карпош до Никола Карев? Со велосипед кога се добри временските услови. Тоа значи да нема снег, да нема дожд и така натаму. Да. Стално. И мислам дека сите треба да уследат тој пример. Мораме ние професорите да им дадеме малку и правеци на ученици, да видат дека правиме вистински избор со тоа. За тоа го Тоа дефинитивно. Како професор, но и како родител тој дава пример на своите деца. Може ли тие во училиштето, тие во општината или тие во вработените, сега ми паламуде по струмишки, дар, ама со автомобил иде на работа. Ево еден пример. Ако мене во школото ми го направат паркингот во школото да биде платен 50 денари или 30 денари од час. Јас сум на работа 5 до 6 часи на ден. Тоа е 300 денари, јас само да дојдем на работа. Дали некој од колегите ќе користи автомобил, сакам да прашам? Или дали ти, Ване, ќе дојдеш со кола на работа, ако денес треба да даш 300 денари за паркинг? И во општини и така натаму. А знаеш дека живееш на 1 километар од работата. Плюс тоа што носи одење со велосипед, пеш, други здравствени бенефити. Но тука пак ќе кажам, ако се воведе тоа нешто... Извини, ова Петко директорот сега кога ќе да слушна? Вие ќе ми степат. Го има слушната веќе. Го има слушната, Замисли реакцијата. Од утре 50 денари на час и ти... Не мора бе, символично нека биде. 20 денари да биде, тие ќе имаат отпор према тоа. Да, но ќе имат, нема избор, ќе има отпор, мора да се навикне. Како што имавме отпори од почетокот со паркирање. Да, ќе се навикнеш, така да. Не знам дали се сеќавате на првиот понеделник од кога почна да се наплаќа зонското паркирање. Немаше коли. И колата се продава, што беа половините ги снема од булеварите. Да, леле колку имаше коли се продава. Сега е нормално. Само да е малку по добро организирано. Порегулирано. Да. Одговорноста, реков, треба да биде и наша на сите учесници во сообраќајот, но јас
остануваме на онаа девиза, камшикот кога ќе заигра. Само тоа е решение. Значи, јас се согласувам дека треба да дадеме сите свој придонес, но колку и да дадеме свој придонес, една ластовичка пролет не ја прави така. Мислам дека треба да биде но добро е кога почнува да се менуваат навиките и тоа како што рече процес кој што еволуира. И добро е што у последно време општините има слух за тие работи. И тоа е добро. Па дури и полицијата сами тоа ни кажуваат дека немат ни доволен број на полицајци, колку е тоа сега оправдани, јас не можам да кажам, но мислам дека треба малку по. А гледам дека се има слух. Веројатно тие социјални мрежи, бунтови по социјални мрежи допираат до нив и гледам дека има некое раздвижување, само многу. Се уште е малку. Треба конкретно. Сведоци сме дека нема полициски контроли. Нема. Како што треба низ градот. Не може централно подрачје да биде без ни една контрола и без ни една полиција. Мислев дека тоа со сликањето ќе вроди плод, ама некако имаше некоја инвазија 2-3-5 дена и толку после. Да. Не знам. Интересен е фактот, колега, тоа сакав да го спомнам. Биди свој пред неколку месеци направи една сторија. Исто така имавме соработка со тебе. И во таа сторија самиот наслов беше има ли Струмица доволно паркинг места и таму исто ти спомна дека да, има, меѓутоа културата не е на многу ниско ниво. Морам да споменам дека имаше повеќе од 50 коментари и сите тие се критикуваа сами на себе луѓето. Да, нема се култура, се паркира кој каде сака, хаос е низ градот, но никој не тргнува од самиот себе. Никој не тргнува од не мора себе. Ти генерализираш. Има одредени лица кои што ги почитуваат и е свесен. Но кога ќе биде дека околу него 1, 2 дена и 3 дена ќе кажеш чекај. Се гледаш како сам црна овца, иако се исправаме во општеството. Зошто да не ја гледа од другата страна? Ајде и јас ќе бидам примерен учесник во сообраќајот, од мене да гледа. Платен паркинг, но си го дигнал. Па тоа за тоа прашувам. Јас ќе ставам. Не ставам, за тоа прашувам дали е законски тоа да си го узурпира тоа место и јас да немам каде да се паркирам. Тоа зависи од случај до случај. Не може сега тоа е многу општо прашањето дали е законски или не законски, треба да се види во чија собственост, каква собственост, дали според урбанистичкиот проект зградата има толку паркинг места и така натаму. Тоа е малку по дефинитивно што се зголемен обемот на моторни возила зголемен. Факт е дека за било што тргнуваме со автомобил, не тоа е најголемиот проблем што ствара хаос. Ниту пешачење, ниту пак со велосипед. Тоа е едната работа. Втората работа е тоа што се обидуваме на секој можен начин да избегнеме да придонесеме и да платиме паркинг или пак да најдеме некоја посебна улица кај што ќе се паркираме, и така да натаму, но според мене ова е процес кој што ќе трае, но ќе мора да го водат институциите. Што ќе траеме, треба да почне веќе тој процес. Ние го чекаме долго време да почне, некако стартот на процесот некако ми е бавен и млитав, значи треба малку порадикално. Добро, Миле, дефинитивно и навиките тешко се менуваат, посебно нашиот балкански менталитет, но кога ќе имаш соодветни алтернативни форми или пак инфраструктура, се согласувам и со зголемената цена за паркинг во централното градско подрачје, со зголемени контроли, изградбата на велосипедските патеки, поведувањето на јавниот градски превоз, сето тоа ќе придонесе. Кога го немаш, тогаш не можеш. Така е. Се работи на тоа. Значи, ама треба некој малку по некоја радикална мерка, значи да почне да има некој рез, да се почне од сега, значи со некој да се стегна еден месец така да почне. Казни да има тоа. Добро, значи види, казните од една страна се добри, од друга страна не само мерка, не само со казните, има повеќе начини. Мене нешто најмногу ми смета во последно време е паркираните возила на тротоарите. Нешто што му го одзимаме целосното право на пешекот. Со тоа го изложуваме на посебен ризик. Дете од школа си од 8-9 години доле по патот. Мајка, да не зборам па веќе луѓето со попреченост. Они се за жал во сообраќајот. Паркирани возила. Во последно време
ми сметат поставени дрва, јас ги сакам дрвата се, ама не може дрво да биде поставено сред тротоар да не може пешек да помине. Или канти за отпад поставени во сред крстосници, дека што не може возило со возило, дека што не можат пешаци да поминат. Значи сите тие работи мора да почнат да се решават лека. Да се среди Да се инфраструктурно да се обезбеди. Тие узурпирани тротоари од објекти. Сето тоа треба да се, значи во законот за безбедност и во законот за урбаничко просторно планирање треба минимум 1,80 м расположив тротоар, за да може безбедно да функционира. А ние на тротоар од 2 метра ќе ставаме дрво, ќе ставаме канти, што останува за пешаците. Што оставаме за и стока ако изложиме и што останува за лицата со попреченост. Апсолутно се согласувам. Јас се надевам дека Не, овака кога го слушам овој печен за во општина или кај МВР да биде. Да стави ред. Казни ке лета, казни ке Не, лета. казни, има идеи, прогресивни идеи кои што служат, се согласувам со него во поголемиот дел од разговорот. Неколку прашања бака. Казни имаш платено? Да. Како возаш на автомобил или како велосипедист? Сега со велосипедист не намерат многу со брзините и со паркирањето, а како возач да, за неприлагодена брзина и од тогаш повеќе внимавам на тоа. Си имаш јавено, ало, не плати паркинг? Не. Се немам јавен. Не, избегнувам да се јавам. Во последно време од кога работам таа работа не. Внимавам каде се паркирам, кога се паркирам. Си плаќам пред некое време мој вработник со моје возило беше се паркирал исто така културно си да си ја плати, тоест јас ги плати казната, чисто да знае дека не треба тоа да го прави. Мора да покажеме пример, И на мене ми е тешко, ама нема многу прилика за паркинг бидејќи за точкот не се плаќа. И затоа многу не се е во. Не беше зборот сега за точно велосипед. Точно се согласувам. Добро, паркирам велосипед. Тука му е велосипедот. Тука му е велосипедот. А ние кај се паркирани колешке? Јас се паркирав уредно таму после 3 улици, ама тоа денес дека се снима. Ајде, приложи дека си пратила тоа. Немаше таму не беше паркинг зона. Не беше паркинг. Ајде да провериме сега да одиме. Ајде да се. Камерите се фиксирани. Бидејќи тие се за нив. Ќе бидам внимателен после оваа емисија. Колега, не дај Боже да ме видат некаде паркирано. Посебно со паркирањето. Мислам дека Миле Стојменов е прошо ќе ме слика и ќе ме стави на фейсбук. Благодарност, Миле. Фала и на вас за поканата. Мислам ми беше чест и сакам да има повеќе такви емисии. Вклучувајќи повеќе чинители кои се инволвирани во сообраќајот. Луѓе од општина, полиција, други експерти кои се слушнат повеќе мислења, мислам дека ќе имаме многу подобра слика. Ќе разбудиме свеста, и јас се надевам дека ќе таа нема да биде единствена емисија од таков карактер, дека ќе имаме малце повеќе емисии со цел да се разбуди свеста кај сите тие учесници во сообраќајот и јас како родител пак ќе кажам дека од нас зависи се да бидеме свесни дека нашите деца ние ги воспитуваме, ние ги пуштаме надвор во сообраќајниот ветриш и секако треба да се грижиме за нив и да ги воспитуваме на правиот пат да бидат. Благодарност и до нашиот спонзор, колега, сакаш точек да се купаш, а не го спомнуваме спонзорот. Точек мора да се. Не требаше мотор да купуваш. Не, после таа емисија виста мораш точек да се купиш, мораш. Може електричен, така? Да не се мачиш многу. Не. Подобро е велосипед да си. Ване, ти си медиумска личност, ќе бидеш добар промотор на велосипедизма. Не е проблем, апсолутно такви личности ни фалат во велосипедизмот. Дефинитивно, се согласувам. Не знам, Ангелци, Струмица, со велосипеда доаѓа. Не е многу. Колку се патува? Ти како велосипедист, тој има многу километри поминато. 15-20 минути. Не. Сметаш? Не. Во еден правец? Не, некаде околу 5 километри. Не, од Ангелци до Струмица сметам дека едно 20 минути со велосипед. И 20 да е ване. Колку време ти треба за да се паркираш ване во центарот? Истото тоа време. Да. Значи од искуство јас со велосипедот. Колку пати тргнувам од Никола Карав од школата до Струмица со некој колега со возило. Секој пат стигнувам пред него. Со комотна вожа, не да се тркаме струмички кажано.
Така да благодарност до Deluxe Rent-A-Car, нашите спонсори. Сите информации околу изнајмување на возила www.com. Кога сме нели кај сообраќајот, имат квалитетни нови модерни возила, се тоа што ви е неопходно за за користење од областа на превозот, може да се обратите кај нив. Благодарност и до Europe House, благодарност до СОВ, кој што е во финишот од... Одеме вечер на концерт. Апсолутно. Концертните денови траат, се гледаме, колега, малце ќе одмараме, чисто да ти кажам, Значи, да се кога знае. таа оди на одмор, мора да се одмора, а кога јас одам на одмор, мора Да се работи. да се работи. Благодарност, Миле, благодарност на за вас. вам што не седевте и бидете внимателни, предпазливи и одговорни пред се кога се почувате во сообраќајот и дали ќе бидете како возач или како пешак, сепак размислувајте не само за сопствената безбедност, туку и за безбедноста околу вас. Секоја добро, одмарајте и бидете внимателни.